Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 9. Полноќен двобој. Хари не се надеваше дека некогаш ќе сретне некого што ќе го мрази повеќе од Дадли, ама тоа беше пред да го запознае Драко Малфој. За среќа, имаа само еден час заедно со слидеринците. Волшебни напивки. Па не мораа често да го трпат. Односно, не мораа се додека не го забележаа соопштението обесено во заедничката соба. Часовите по летањето почнуваат в четврток, а учениците од Грифиндор и Слидерин ќе летаат заедно. Оваа вест сите ја дочекаа со незадоволно мрморење. Само уште ова ми требаше, рече Хари смрачено. Уште еднаш да испаднам будала пред Драко. А се радуваше на летањето повеќе од се друго. Од кај знаеш дека ќе испаднеш будала? Го тешеше Рон. Знам дека секогаш дрдори колку е добар во квидич, ама се кладам дека тоа се само празни зборови. Драко навистина многу зборуваше за летање. Гласно се бунеше што никој од прва година не влегува во тимот на својот дом и редеше долги приказки во своја слава, што обично завршуваа со тоа како одвај му избегал на некој хеликоптер. Во приказните не беше осамен. Според она што Шејмас го раскажуваше, испаѓаше дека цело детство го минал во воздух на метла. Дури и Рон им раскажуваше на сите што сакаа да слушаат како еднаш речиси се судрил со делтаплан додека летал на старата метла од Чарли. Сите што потекнуваа од волшебнички фамилии не престануваа да зборуваат за квидич. Рон еднаш дури и се скара за фудбалот со Дин Томас кој спиеше во нивната спална. Едноставно не можеше да свати што е толку интересно во игра со само една топка и во која не е дозволено да се лета. Хари еднаш го затекна Рон како со прстот ги буцка фудбалерите на постерот од Дин, обидувајќи се да ги натера да се растрчаат. Невил никогаш се немаше качено на метла во сиот свој живот, затоа што баба му не го пушташе ни да се доближи до метлите. Хари скришум ја оправдуваше, зашто Невил и со двете стапала на земја запаѓаше во толку многу неволји, што не можеа да се избројат. Хермиона беше исто толку исплашена од летањето колку и Невил. Тоа беше нешто што не можеше да се научи од книга и напамет, не дека не се обиде да го набуба. Во четвртокот, за време на појадокот, умре од здодевност додека им ги редеше сите совети за летање што ги имаше научено од квидич низ историјата, книга што успеала да ја ископа од библиотеката. Само Невил го впиваше секој збор што го кажа, очајно барајки нешто што ќе може да му помогне за да се задржи на метлата. Но сите други здивнаа кога низината лекција беше прекината од влетувањето на вувовите. Единствена пошта што Хари ја имаше добиено беше писмото од Хагрид, факт што не успеа да му избега на острото око на Драко. Неговиот був постојано му носеше пакети со домашни колачи што, сетејки се, ги отвараше на масата на слидеринците. Утрово бувот на Невил му донесе пакетче од баба му. Го отвори со возбуда и им покажа едно стаклено топче полно со бел чад, големо колку крупна џамлија. Ова е незаборавко, им објасни. Баба знае дека не памта баш се што треба. Ова топче ти кажува ако нешто си заборавил да направиш. Гледајте, го фаќаш вака, цврсто и ако поцрвени... Лицето му се смрачи зашто незаборавко веднаш засветка со црвен сјај. Значи нешто си заборавил. Додека Невил се обидуваше да се сети што заборавил, Драко, кој минуваше крај нивната маса, му го грабна незаборавко од раката. Хари и Рон скокнаа на нозе. Секогаш се надеваа дека ќе им се пружи прилика да го дофатат Драко, но професорката Мегонагал, која можеше да забележи наближување на бура побрзо од сите други професори, се создаде пред нив во истиот миг. Што е проблемот? Драко ми го зеде незаборавко, професорке. Драко намуртен брзо го спушти топчето на масата. Само сакав да го видам, рече и фати магла со крепи гоел зад петиците. Во 3:30 попладнето сите првачиња од Грифиндор слегоа по предните скали на првиот час по летање. Беше ведар, ветрови ден и тревата се брануваше крај нивните нозе додека маршираа по надолнината кон рамниот тревник на другата страна од забранетата шума, чии дрвја се нишаа со мрачен трепет в далечината. Слидеринците веќе беа дојдени, а имаше и 20 метли уредно положени на тревата.
Хари често ги слушаше Фред и Џорџ како се жалат на училишните метли, дека некои почнуваат да се тресат кога ќе летнеш високо, а дека други занесуваат налево. Стигна и професорката Хуч. Имаше куса, побелена коса и жолти очи на сокол. Па, што чекаме? Викна. Секој нека застане крај една метла. Ајде, брзо! Хари ја погледна својата метла. Беше стара и сламките и штрчеа на сите страни. Испружете ја десната рака над метлата, викна професорката. Речете, горе! Горе! Викнаа сите. Метлата на Хари веднаш му скокна в раце, ама само уште неколку други го направија истото. Метлата на Хермиона само се стркала по тревата, а на Невил не се ни помрдна. Можеби метлите, како и коњите, може да почувствуваат кога се плашиш, помисли Хари. Гласот на Невил толку му се тресеше, што беше јасно дека сака да си ги држи нозете цврсто на земја. Потоа професорката им покажа како да ги јавнат метлите, а да не паднат од задниот крај. Одеше нагоре, надолу меѓу редовите и им покажуваше како правилно да ја држат метлата. Хари и Рон беа воодушевени кога слушнаа дека на Драко му рече дека не ја држи правилно, се едно што лета со години. Сега кога ќе свирнам, отурнете се со нозете од земјата, силно, им рече. Држете ги метлите цврсто, кренете се неколку стапки, а потоа спуштете се така што ќе се наведнете малку нанапред. На знак на свирчето, 3, 2... Ама Невил, кој беше несигурен, преплашен и усрамен дека ќе биде единствениот што ќе остане на земја, се одби од земјата пред свирчето да ја допре устата на професорката. Назад, момче, му викна професорката. Ама Невил леташе право нагоре, не баре тапа од шише. 3 метри, 6 метри. Лицето му пребледе. Зина од страв кога ја погледна земјата што се оддалечуваше под него. Се лизна настрана и... Бам! Удар и незгодно крцкање. И Невил лежеше склопчен со лицето на тревата. Метлата се извишуваше се повисоко и најпосле се изгуби од вид некаде зад забранетата шума. Професорката се наведна над Невил со лице бледо како крпа. Скршен зглоб на раката, промрморе. Ајде, момче, не е страшно, стани полека. Потоа се сврте кон класот. Никој да не се помрнал дури да го однесам во училишната болница. Оставете ги метлите каде што се, или ќе летате надвор од Хогвартс пред да успеете да кажете квидич. Ајде, душо. По лицето на Невил се тркалаа солзи. Држејќи го зглобот со другата рака и накривнувајќи, замина со професорката која го гушна преку рамо. Кога се оддалечија доволно за да не можат да го чујат, Драко прсна да се смее. Го видовте, лигуш? Другите слидеринци му се придружија. Молчи, Драко, не издржа првати една од близначките Патил. О, го браниш за губенкото! И се подсмеа Пенси, слидеринка со грубо безчувствително лице. Не мислев дека те бедисуваат дебели мали плачковци, парвати. Гледајте, извика Драко, истрча напред и грабна нешто што лежеше во тревата. Глупавото топче што му го прати баба му. Незаборавко светна на сонцето кога го крена. Дај го тоа ваму, Драко, тивко рече Хари. Сите молкнаа за да видат што ќе се случи. Драко се исклешти. Ке го ставам некаде каде што може сам да си го земе. Еве, овде на врвото дрвово. Дај го овде, викна Хари, но Драко веќе ја јавна метлата и летна. Не лажеше, навистина добро леташе. Кога се искачи до најгорните гранки на еден даб, викна. Дојди, земи го, Потер. Хари ја зграбчи метлата. Не, извика Хермиона. Професорката ни рече да не мрдаме. Ке направиш белја. Хари не ја слушаше. Крвта му баботеше во ушите. Ја јавна метлата, се одби силно од земјата и се вивна нагоре. Ветерот му свиреше низ косата, а униформата се виореше зад него. Во наплив на бескрајна радост свати дека открил нешто што може да го прави без учење. Ова беше лесно. Ова беше чудесно. Ја повлече метлата малку нагоре за да се искачи уште повисоко и слушна како девојчињата врескаат и воздивнуваат, а Рон воодушевено викна. Ја сврте метлата и се најде лице в лице со Драко кој го гледаше стаписано. Дај го ваму или ке те ничко сам долу, викна Хари. Стварно?
Драко се обидуваше да се насмее иронично, ама испадна некако кисело. Хари некако знаеше што треба да прави. Се наведна нанапред, ја зграпчи метлата со обете раце и таа летна кон Драко како копје. Драко одвај успеа да му се тргне од патот. Хари нагло сврте и застана во воздухот. Неколкумина ученици почнаа да плескаат. Креп и Гойл не ти се тука за да ти го спасат вратот, му дофрли Хари. Се чинеше дека истата мисла му светна и на Драко. Фати го ако можеш, викна, го фрли стакленото топче во воздухот и почна да пикира надолу. Хари го гледаше топчето небарево забавено движење, како се крева во воздухот и потоа почнува да паѓа. Се наведна нанапред и го насочи врвот на метлата надолу. Во следниот момент веќе забрзуваше, нурнувајќи нагло. Го настигнуваше топчето. Ветерот му свиреше во ушите и се мешаше со врескањето на децата што го гледаа. Ја испружи раката и само на стапка од земјата го зграпчи. Тама немаше време да ја исправи метлата и да се стркала на тревата со незаборавкот цврсто стегнат во раката. Хари Потер! Срцето му отиде во петици побрзо отколку што тој самиот турна надолу. Професорката Мегонагал трчаше кон нив. Хари се исправи на нозе сиот растреперен. Никогаш! Сето ова време откако сум во Хогвартс. Професорката беше останата без зборови од преголем шок, а очите бесно и светкаа над очилата. Како само се осмели? Можеше да си го скршиш вратот. Не почна тој прв, професорке. Доста прва ти. Потер, веднаш тргнувај со мене. Лицата на Драко, Креп и Гойл светеа во триумф, додека Хари здрвено одеше по професорката кон замокот. Ке го избркаат. Тоа беше јасно. Сакаше да каже нешто во своја одбрана, но се чинеше дека не може да си го најде гласот. Професорката се движеше брзо, без воопшто да го погледне. Му нема спас. Не истраа ни цели 2 недели. За 10 минути веќе ќе си ги пакува торбите. Што ли ќе речат тетка му и тетин му кога ќе го видат пред врата? Се качија по надворешните скали, па по внатрешното мермено скалиште, а професорката не изусти ни збор. Минуваше како фурија низ отворените врати и маршираше по ходниците додека Хари снуждено трчкаше по неа. Може би го носеше кај Дамблдор. Помисли на Хагрид. И тој беше избркан од училиштето, ама му дозволиле да остане како чувар. Може би и нему ке му дозволат да остане како помошник на Хагрид. Стомакот му се собра во грудка кога помисли на тоа. Да го гледа Рон и сите други како стануваат волшебници, а тој да се влече по училишните терени носејќи му ја торбата на Хагрид. Професорката најпосле застана пред една училница. Ја отвори вратата и дзирна внатре. Извинете, професоре Флитвик, може ли да го поземам Вуд за момент? Вуд? Помисли Хари збунето. Да не е тоа некоја дрвена прачка со која сега ќе си ја добија казната? Но испадна дека Вуд е ученик. Крупно момче од 5 клас кој збунето излезе од училницата. Дојдете и двајцата со мене, им рече професорката Мегонагал и сите заедно продолжија натаму по ходникот. Вуд фрли љубопитен поглед кон Хари. Влезете. Професорката ги внесе во една училница во која немаше никој освен Пивс, кој беше зафатен со пишување непристојни зборови по таблата. Надвор, Пивс! Му свика професорката. Духот ја фрли кредата во кантата што глазно зазвечи и одлепде низ вратата пцуејки. Професорката ја тресна вратата по него и се сврте кон момчињата. Потер, ова е Оливер Вуд. Оливер, најпосле ти најдов трагач. Изразот на лицето на Оливер се смени од збунетост во воодушевеност. Сериозно мислите, професорке? Апсолутно, рече Мегонагал одсечно. Момчево има природна дарба? Никогаш не сум видела вакво нешто. Првпат ли се качи на метла, Потер? Хари кимна без збор. Немаше поим што се случува, но се чинеше дека немаат намера да го избркаат. Почна повторно да си ги чувствува нозете. Го фати топчето по нурнување од 15 метри, му раскажуваше професорката на Оливер. Не се не изгреба. Ни Чарли Визли не ке се снајдеше подобро во таква ситуација. Оливер изгледаше како од ненадежда му се оствариле сите сништа. Си гледал некогаш Квидич, Хари? Го праша возбудено.
Оливер е капитен на тимот на Грифиндор, објасни професорката. Има одлична градба за трагач, рече Оливер, кој сега се вртеше околу Хари одмерувајќи го. Лесен, брз. Ке треба да му купиме пристојна метла, професорке. Нимбус 2000 или Firebolt 7, мислам. Ке зборувам со професорот Дамблдор, да видиме дали некако можеме да го заобиколиме правилото за прва година. Бог знае дека ни треба подобар тим од ланскиот. Слидерин не уништи ја на последниот меч. Не можев да го погледнам Северус Снейп в лице со недели. Мегонагал строго го погледна Хари над очилата. Сакам да слушнам дека тренираш без прекин, Потер, или може да се премислам за казната. Наеднаш лицето ѝ го облеа насмевка. Татко ти ке се гордееше со тебе, му рече. И тој беше одличен играч на квидич. Ај, не ме зафркавај. Беа на вечера. Хари само што му раскажа на Рон што се случи откако со професорката Мегонагал го напушти часот по летање. Вилушката на Рон му запре на полпат до устата, но тој не баре заборави на неа. Трагач, го праша. Ама прва година никогаш ќе бидеш најмладиот играч во последниве 100 години, го дополни Хари полнејќи ја устата со пита. Беше многу гладен по возбудата што ја преживеа попладнето. Оливер ми кажа. Рон беше толку чудоневиден што само седеше и гледаше во Хари. Тренинзите почнуваат следната недела. Само не кажувај никому. Оливер сака тоа да остане тајна. Фред и Џорџ влегоа во салата и побрзаа кон Хари. Честитам, рече Џорџ тивко. Оливер ни кажа. И ние сме во тимот. Одбрана. Оваа година сигурно ќе го добиеме пехарот, продолжи Фред. Не сме победиле откако си замина Чарли. Ама оваа година тимот ни е фантастичен. Мора да си стварно добар, Хари. Оливер скокаше како улав од радост. Сега мораме да одиме. Ли Џордан рече дека нашол нов таен излез од училиштето. Се кладам дека е оној зад статуата на Грегори Ласкавиот. Кој откривме уште првата недела. Се гледаме. Само што заминаа Фред и Џорџ, се појави некој што не беше толку добредојден. Драко, придружен од Креп и Гойл. Ја јадеш последната вечера, Потер? Кога ти заминува возот назад кај нормалците? Многу си похрабар кога си на земја и заедно со малите пријателчиња, му одговори Хари ладно. Се разбира дека немаше ништо мало кај Креп и Гойл, но салата беше полна со професори и тие не можеа да сторат ништо, освен да си ги кршат прстите и да се муртат. Можам да те средам и сам, кога ќе посакаш, рече Драко. Може уште вечерва, волшебнички двобој. Само стапчиња, без контакт. Што е? Никогаш не си слушнал за волшебнички двобој? Се разбира дека слушнал, се вмеша Рон. Јас ќе му бидам секундант. Кој ќе ти биде тебе? Драко ги погледна Креп и Гойл, не бари ги премерува. Креп, рече. На полноќ. Ке се сретнеме во собата со трофеи. Секогаш е отклучена. Кога Драко си замина, Хари и Рон се погледнаа. Што е тоа волшебнички двобој? Праша Хари. И што е тоа секундант? Па, секундантите ја превземаат борбата ако умреш, рече Рон небрежно и конечно почна да ја јаде оладената пита. Кога го виде лицето на Хари, брзо додаде. Ама се умира само во вистинските двобои, кога се борат вистински волшебници. Ти и Драко ќе можете само да фрлите по некоја искра еден на друг. Ниеден од вас не знае доволно магија за да нанесе вистинска штета. Се кладам дека очекуваше да го одбиеш. А ако замавнам со стапчето и не се случи ништо? Фрли го стапчето и свирни му еден бокс по носот, предложи Рон. Извинете? Двајцата ги кренаа погледите. Беше тоа Хермиона. Не може ли човек да јаде на мира овде? Се побуни Рон. Хермиона се направи дека не го чу и му се обрати на Хари. Ве слушнав што зборувавте со Драко. Можеше и да не слушаш, мрмореше Рон. Не смеете да скитате ноќе низ училиштето. Мислете на поените што ќе ги изгубите ако ве фатат, а сигурно ќе ве фатат. Не смеете да бидете толку себични. За тоа да не ти е гајле, рече Хари. Чао, и рече Рон. Додека вечерта лежеше в кревет и чекаше Дин и Шејмас да заспијат,
Невил уште не беше вратен од болница, Хари сепак комачеа мисли за тоа како ќе заврши денот. Рон цела вечер му даваше совети. Ако се обиде да те проколне, обиди се да ја избегнеш магијата, оти не можам да се сетам како се спречува. Постојаа добри изгледи да ги фати Филч или госпоѓа Норис. Хари чувствуваше дека претерува. Ке прекрши 2 училишни правила во еден ден. Од друга страна, подсмешливото лице на Драко му се клештеше од темницата. Ова беше шанса да го начека лице в лице. Тоа не можеше да го пропушти. 11:30, промрморе Рон. Поарно да тргнеме. Ги нагрнаа наметките, ги зедоа стапчињата и се прикрадоа по спиралните скали до заедничката соба на Грифиндор. Неколку жарчиња се уште светеа во огништето и ги претвораа фотелите во црни грбави сенки. Рече се стигнаа до излезот кога од една фотелја допре глас. Не верував дека ќе го сториш тоа, Хари. Светна ламба и го осветли сериозното лице на Хермиона облечена во розева наметка. Ти, шепна Рон бесно. Оди си назад в кревет. За малку што не му кажав на брат ти Перси. Тој е редар и ќе ми стави крај на овие глупости. Хари не можеше да поверува дека некој може да биде толку натраплив. Одиме, му рече на Рон. Го турна портретот на елегантно пополнетата дама и излезе низ дупката. Но Хермиона не се предаваше лесно. Тргна по Рон низ отворот, шиштејки како лута гуска. Зарем не ви е ичкајле за Грифиндор? Како можете да мислите само на себе си? Не сакам Слидерин да го добијат пехарот. Ќе ги загубите поените што ги добив зашто знаев се на часот по преобразување. Бегај! Добро, ама ве предупредив. Памтете што ви реков кога утре ќе се враќате со возот дома. Толку сте... Но не открија што се, зашто Хермиона кога се сврте кон портретот за да се врати назад, откри дека е празен. Елегантно пополнетата дама отишла некаде во ноќна посета и сега Хермиона беше заклучена надвор од кулата на Грифиндор. Што да правам сега? Праша со пискав глас. Тоа е твој проблем, и рече Рон. Ние мораме да одиме, ќе задоцниме. Уште не беа стасани ни до крајот од ходникот кога таа ги стигна. Доаѓам со вас, рече. Не доаѓаш. Мислите ќе стојам овде и ќе чекам Филч да ме фати? Ако не фати тројцата, ќе му ја кажам вистината. Дека се обидував да ве спречам, а вие тоа ќе го потврдите. Како само се осмелуваш, рече Рон гласно. Молчете вие двајцата, шепна Хари остро. Слушнав нешто. Го притаија с дивот и навистина слушнаа некакво шмркање. Госпоѓа Норис, прошепоте Рон, жмиркајќи низ темнината. Но не беше мачката, туку Невил. Лежеше склопчен на душеметот, цврсто заспан, но кога се прикрадоа поблиску, се штрекна и се разбуди. Фала му на Бога што ме најдовте. Чекам овде со саати. Ја заборавив новата лозинка и не можев да влезам. Тивко, Невил. Лозинката е прасечка муцка, ама сега нема да ти помогне. Дамата ни заминала некаде. Како ти е раката? Добро, мадам Помфри ја излечи, дури трепнав. Слушај, Невил, ние треба да одиме на едно место. Ке се видиме подоцна. Не ме оставајте, викна Невил и скокна на нозе. Не сакам да останам сам. Крвавиот барон веќе 2 пати помина од овде. Рон го провери часовникот и потоа фрли бесен поглед врз Невил и Хермиона. Ако не фатат заради вас, нема да се смирам дури не ја научам клетвата на злите духови и ќе ве проколнам за секогаш. Хермиона ја отвори устата, веројатно за да му објасни како гласи клетвата, но Хари викна «Шш!» и мавна на сите да побрзаат. Се прикрадуваа безгласно по ходниците овде-онде осветлени од месечината што навлегуваше низ високите прозорци. На секое свртување очекуваа да налетаат на Филч или на госпоѓа Норис, но имаа среќа. Се шмугнаа по скалите до 3-тиот кат и на прсти се приближија до собата со трофеите. Драко и Креб уште не беа стигнати. Стаклените витрини со трофеи светкаа на месечината. Пехари, штитови, чини и статуи се прелеваа од сребрено до златно во темнината. Децата стоеа залепени за зидовите со очите приковани за вратите на двата краја од собата. Хари го стегна в рака стапчето во случај Драко да скокне и да го нападне без најава. Минутите минуваа. Доцни, изгледа се премислил, шепна Рон.
Ненадената врева во другата соба ги натера да подскокнат. Хари го крена стапчето, но тогаш чуја како некој зборува. Не беше Драко. Продушкај наоколу, душичке. Може се кријат во некој ќоше. Филч зборуваше со госпоѓа Норис. Не баре погоден од гром, Хари мафна на останатите да го следат колку што можат побрзо и летна низ собата кон излезот на спротивната страна од гласот. Само што наметката од Невил се скри зад аголот, слушнаа како чуварот влегува во собата со трофеи. Тука се некаде, го слушнаа како мрмори. се скриле. Наваму, Хари им даде знак и премрени од страв почнаа да се провлекуваат низ долгата галерија полна со метални оклопи. Слушаа како Филч им се приближува. Одеднаш Невил вресна исплашено и летна да бега, ама се сопна. Го зграпчи Рон околу половината и двајцата се стркалаа врз еден од оклопите. Тресокот и звекотот беа доволни да го разбудат целиот замок. Бегајте! Извика Хари и четворицата летнаа низ галеријата без да се завртат и да видат дали некој ги следи. Минуваа низ разни врати и галопираа низ разни ходници, Хари напред, останатите по него, без представа каде се и каде одат. Се промолкнаа зад една таписерија, минаа брзо низ скриениот премин и се најдоа пред училницата по магии, што беше километри далеку од собата за трофеи. Мислам дека го откачивме, задишано рече Хари. Се потпре на студениот зид и го избриша челото. Невил стоеше превиткан, кашлаше и се обидуваше да си го врати здивот. Ви реков, брефташе Хермиона, држејќи се за едно копче на нокницата. Ви реков! Мораме веднаш да се вратиме во нашата кула, рече Рон. Колку што е можно побрзо. Драко те намести, му велеше Хермиона на Хари. Сваќаш ли, воопшто немал намера да излезе на двобој. Филч знаеше дека ќе не најде во собата за трофеи. Сигурно некој му кажал. Хари знаеше дека е во право, но не сакаше да признае. Одиме. Но тоа не беше толку едноставно. Не поминаа ни 10 чекори кога тропна една врата и нешто излета од училницата пред нив. Пивс извика од радост кога ги виде. Молчи, Пивс, те молам, ке не избркаат од училиштето. Пивс се кекотеше. Скитате на полноќ, малецки првачиња? Палаво, палаво, ке биде шалаво. Не, ако не скриеш, Пивс, те молам. Морам да му кажам на Филч, морам, рече Пивс со глас на светец, но очите му светеа подмолно. За ваше добро, знаете. Тргни се од патот. Не издржа Рон и замавна по него. Тоа беше огромна грешка. Ученици надвор од кревет, се развика Пивс. Ученици надвор од кревет пред училницата за магии. Децата се наведнаа и се стрчаа по духот кој лепдеше над нив, но стасаа само до крајот на ходникот каде ги пречека заклучена врата. Ова е крајот, јачеше Рон додека безуспешно ја туркаа вратата. Уништени сме. Готово. Веќе слушнаа стапки. Филч трчаше колку што можеше побрзо кон викотниците на Пивс. Ама тргнете се, нареди Хермиона, го грабна стапчето од раката на Хари, ја почукна бравата со него и рече: Алоха мора. Бравата штракна и вратата широм се отвори. Се напикаа внатре, брзо ја затворија и ги притиснаа ушите на неа. На која страна заминаа, Пивс? Прашуваше Филч. Брзо, кажувај. Речите, молам. Не си играј играчки со мене. Кажувај кај се. Не ти кажувам ништо ако не речеш те молам. Потпевнуваше духот со глас што го вадеше чуварот од такт. Добро. Те молам. Ништо. Ти реков дека нема да ти кажам ништо ако ти не речеш те молам. Ха-ха-ха-ха. Слушнаа како смејата на Пивс се оддалечува, а Филч пцуе бесно по него. Мисли дека оваа врата е заклучена, прошепоте Хари. Изгледа се излековме. Престани, Невил! Невил веќе цела минута го влечеше за ракавот. Што е? Хари се заврте и сосема јасно виде што е. За момент помисли дека се наоѓа во ноќна мора. Ова беше премногу. После се што преживеа до сега. Не се наоѓаа во соба, како што мислеа, туку во ходник,
во забранетиот ходник на третиот спрат. А сега знаеја и зошто е забранет. Гледаа право во очите на едно чудовишно куче. Куче што го исполнуваше целиот простор меѓу дишемето и таванот. Имаше 3 глави, 3 пара бесни немирни очи, 3 носа што трепереа и душкаа кон нив и жолтеникави, остри заби во 3 огромни усти од кои се цедеа дебели лиги. Стоеше сосема мирно и изјапаше во нив со сите 6 очи. А Хари знаеше дека единствената причина што се уште живи беше тоа што животното се изненади од нивната ненадена појава. Но изненадата брзо му поминуваше, ако се судеше по громогласното заканувачко ржење. Хари ја зграпчи кваката на вратата. Меѓу Филч и смртта го избра Филч. Истрчаа назачки во ходникот, Хари ја тресна вратата и летнаа да бегаат колку што нозете ги носеа. Филч сигурно отрчал да ги бара на друго место, зашто не го видоа никаде. Но кој водеше сега сметка за тоа? Се што сакаа беше колку што е можно побрзо да се оддалечат од чудовиштето. Не престанаа да трчаат, се дури не стигнаа до портретот на дамата на 7-миот спрат. Добро, кај бевте досега? Ги искара таа, гледајќи ги нивните развејани наметки и вжештените испотени лица. Не е битно, прасачка муцка, збивташе Хари. Портретот се навали и го откри влезот. Се провреа низ него и најпосле се најдоа во заедничката соба. Се ничкосаа во меките фотелје, се уште тресејки се од страв. Долго време никој не прозборе. Всушност, се чинеше дека Невил никогаш повторно нема да прозборува. Каде им е паметот да чуваат такво чудовиште заклучено во училиштето? Најпосле се огласи Рон. На такво куче му треба да се истрча. Хермиона си ги имаше повратено и гласот и лошото расположение. Вие имате очи или немате? Ги праша намуртано. Зарем не видовте на што стоеше кучето? На подот, нагаѓаше Хари. Не му гледа во нозете, бев премногу зафатен со главите. Не стоеше на подот, туку на врата во подот. Јасно е дека нешто чува. Таа стана и строго ги изгледа. Се надевам дека сте задоволни со себе. Можевме сите да бидеме убиени. Или уште полошо, избркани од училиште. Сега, ако не ви пречи, одам в кревет. Рон гледаше по неа со зината уста. Не ни пречи, рече. Човек да помисли дека ја молевме да дојде со нас. Но Хермиона го натера Хари да мисли на нешто друго додека се враќаше в кревет. Кучето нешто чува. Како му рече Хагрид? Гринготс е најбезбедното место на светот ако сакаш нешто да скриеш, освен можеби Хогвартс. Се чинеше дека Хари откри каде завршило валканото пакетче од трезорот 713.